Почитувани, граѓаните бараат правда и одговорност за 11-годишното криминално и расипничко владење на ВМРО-ДПМН. Истражните и судски органи имаат обврска итно да ги проверат сомнежите за злоупотреби на парите од здравствениот дом Прилеп, кои вчера беа обелоденети од страна на актуелната директорка Аџиоска. Имено, сегашниот председател на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН Петар Ристевски, кој повеќе години директоруваше со здравствениот дом, според објавените информации од директорката Аџиоска, ставил подпис на фактура од 6400 денари за поправка на автомобил марка Peugeot 307, иако оваа здравствена институција никогаш не поседувала такво возило. Прашуваме, дали возилото Peugeot 307, чија поправка е платена со пари од здравствениот дом Прилеп, е истото возило кое во тој период го поседувал Зоран Јовески, тогашен финансиски раководител на оваа институција и актуелен секретар на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН. Исто така прашуваме, дали освен партиската поврзаност на Петар Ристевски и Зоран Јовески, постои некаков друг меѓусебен интерес, што било причина овој тандем во пакет да го превземе менаџирањето на Општата болница Борка Талески. Да подсетиме, тогаш кога Петар Ристевски беше именуван за директор на Прилепската болница, едно од неговите први кадровски решенија беше превземање на Зоран Јовески од здравствениот дом во болницата Борка Талески и негово именување за финансиски директор на оваа здравствена институција. Во оваа прилика го прашуваме екс-директорот Петар Ристевски дали е точно дека во еден угостителски објект во градот на сметка на здравствениот дом се гоштевал партиски функционер на ВМРО-ДПМН од Прилеп. Почитувани, секој што се огрешил пред законите и ги злоупотребил народните пари, треба да одговара. Со новиот закон за јавно обвинителство, ВМРО-ДПМН, извршителот Мицкоски и неговите локални послушници, повеќе не им можат ништо на обвинителите, судиите, поротниците. Правда мора да има.